Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате Само вистина, а вечерва воредна политичка, надворешно политичка и внатрешно политичка анализа со Љубомир Гајдов, надворешно политички коментатор, кој што сака да ги коментира и домашните работи во државата. Па што ме брига мене за суперсили кој овде врие? Тоа е точно и заради тоа ќе имаме многу теми за што ќе разговараме. Знаете ли кои се двете прашања кои што ми велат луѓето да ве прашам секогаш кога ќе ве најавам во емисија? Дали ќе има снег на шапка? Не. Колку години има Љубомир Гајдов всушност? 183. Добро, и како на таа возраст, на 183 години, успева да има една фотографска меморија, да ги памти сите настани кои што биле од пред половина век што се случувале и да прави такви анализи во што е тајната. Татко ми имаше феноменална меморија. На 10 март 95-та, кога академикот Дејанов ја промовираше идејата за прв музеј на Холокост во Македонија, на излегување од домна од армија, ми приде татко му на Мизраки и ми вели: знаеш, сакав да требаше да ти бидам зет. Како бе зет? Требаше да се женам за браточетка ти Лиле. Од каде бе? Па ја живеев ке тетка ти Павлина. Ја му викам: тој во кожни мантил? Да. Па колку имаше години? Викам: 2. Значи, ја памтам све од мои 2 години. Има некоја посебна техника, посебна тоа исхрана, вежба или е дарба од природата? Господ, мајка ми и сестра ми не знаат сабале што доручковале. Да. Добро, и со таа ваша вродена фотографска меморија и способност за анализа, дали, бидејќи долго време ги пратите работите, дали светот бил волку народски кажан разбуричкан? Како што е овие недели и денови? Мислам, се зборувам после студената војна па наваму. Прво, студена војна никогаш не завршила. Тоа е заблуда на аматерите. Таа почнала после Втора светска војна и уште трае. Зошто? Зашто студена војна е кога двете суперсили и нивните војни индустријски комплекси ги пробаат оружјата на трети подречја, така наречени локални кризи. Значи, таа синтагма после студената војна или обнова, тоа е наивна многу се користи во научниот свет. Не. И дипломати, и државници, значи, не разбираат што е поимот студена војна. Значи, студена војна почнала после Втора светска војна и нема да заврши бидејќи најпрофитабилна и најефикасна индустрија е индустријата на смртта, војната индустрија. Сакате да кажете дека дека помеѓу две големи војни, тој период се нарекува студена војна, дека конфликтите се цело време замрзнати и само се чекаат определени услови за повторно да букнат. Кажам дека после Втора светска војна судирот меѓу Америка и Советскиот сојуз до ден денеска продолжува. Зошто? Зашто со двете тие суперсили, денеска Русија, владеат војно-индустријските комплекси. Значи, фабриките за оружје. 2017 дојде на власт во првиот мандат Доналд Трамп со ветување дека оној огромен буџет од 600 милиарди долари, што е поголем него сите други земји во свет, после 3 месеци го дигна на 750 милиарди. Зошто? Тие што го донесоа бараат да им врати, како викаат во Америка. Нема безпари ручек. И си го применува Министерството за одбрана. Па тоа е, овде во емисија реков ја пред месец дена. Тој министерот за одбрана, што беше, стана министер за војна, затоа што плочката ја смени, кај што пишуваше Министерство на одбрана, стана Министерство за војна, што беше до 47-ма, после Втора светска војна. Значи, од 47-ма до сега до 2026 беше Министерство на одбрана. А там дојде вториот пат на власт со ветување дека ќе ги смири сите војни за 24 часа ќе заврши војната во Украина и нема да има веќе војни, нема да има промена на режими, што најпоре обратно. Ко нашиот премиер рече нема да употребувам Северна Македонија, ќе ги пуштам оние нестрекници од 27 април од затвор и ќе им дам на пензионерите 5000 динари месечно. Добро, загрижен сте за иднината на светот? Или стабилноста на светот? Не. Додека големите сили, 3, Русија, Америка и Кина, си играат мајтап со маливе држави. Нема гајле да има, они нема се будали да меѓу себе да војуваат. Значи, ние, како викаат во Африка,
додека слоновите играат, тревата страда. Добро, зарем мислите дека ова што се случува со Америка, бидејќи очигледно не ги постигна првично или со таа динамика војните цели. Зборувавме во емисијата тука АВАКС од 540 милиони евра авион им уништија. Русите повредени или загинати над 1.250.000 војници. Тоа не знам дали е баш ништо за нив. Другарот Владимир Путин има цел да му се симнат конечно санкциите, што веќе направи Трамп, му ги симна санкциите, не само Владимир Путин, туку дозволи и Иран да ги продава своите нафтини деривати по свет. Он сака уште само да ја затвори црноморската, како се века, линија, да го освои Одеса и крај. Ке заврши војната во Украина. И тоа беше главната срамота за Америка, зашто Трамп рече за 24 часа ќе завршам војната во Украина. Ајде сега, бидејќи го начнавме Украина, неколку дилеми тука ми се појавија. Зошто тогаш него, ако е нивната цел, колку и таа да е лоша и неоправдана и ретроградна со војна сила да завземат туѓа територија, зошто тогаш Одеса не ја заземат? Путин е многу итар. Разузнавач, школуван, завршил магистерски студии и по меѓународно право и по меѓународни односи. Бил шеф на, после пензионирање и враќање од Германија, источна, бил шеф на одсекот за меѓународни односи во Ленинград, па шеф на кремлската администрација, па шеф на КГБ, па шеф на руската влада, па председател. И има он километража, не е он наивен. Значи срамот е уште поголем на него. Нема Бидејќи срам. дозволи за 3,5 години милион војници да му загинат. Колега, Каков е тој лидер? Колега, не се мери политика со етика и со емоции. Вие сакате да мерите како му е образот. Он гајле нема, не милион, 5 милиона да загинат, он гајле нема. Меѓутоа, многу е итар и оди полека оди. Токму за тоа што не сака да му загинат повеќе луѓе. И он нема кај да бега, Украина е за трагедија. Јас сум бил дописник од Киев. 42 милиона народ, најобразована во Европа. Рај Божи Украина. Луѓе срекни, задоволни, театри, кина, концерти, уживаше државата. Меѓутоа, дозволи Украина да дојдат неколку неспособни политичари на власт и да направат така наречена шарена револуција, и тоа го предизвика Путин што да направи? Прво да им го цапне Крим, а потоа се овие 4 покрајини што ги окупира. Значи и Трамп, и Путин, и Хитлер исто се однесуваат. Јуриш и уривај и убивај. Зборувате со суперлативи во Путин, меѓутоа ќе го тргнеме на страна. Не Тоа што го суперлативи. направи е директна причина над 1 милион руски семејства да изгубат свој близок. Прво, тоа не е точно. Што не е точно? Таа е бројка што ја кажувате од западни избори. Тоа не е Точно, точно. тој е од британски разузнавачки избори. О, Значи, зборува милион, најголеми лажови у свет се британците. они велат 1.250 милиони загинати или повредени. Се тоа е сарма, не се знае што е месо, што е зеле. Русите колку признаваат жртви? 400-450 илјади. Ма не е важно. Тоа не е важно и Пола за супер сила тоа ич не е важно. Важно е целта, што викаат оние језуитите. Целта го оправува средството. Него му е што важно? Да ја денацифицира Украина, пошто имаше многу нацисти, останате од Втора светска војна. Најголеми нацисти во Источна Европа беа украинците. Каков е точниот превод? Целта ги оправдува средствата, како што велите, или целта ги определува или ги детерминира средствата? Таткото на најрадикалниот католички ред, језуити, исусовци, Лојола, вели, наша главна задача да го хвалиме нашиот Бог Исус Христос. Ако тоа е наша главна задача, тога сите средства се дозволени. Тоа што му го припишуваат на кутриот Макијавели. Така. А Макијавели по друго е познат. Тој прв, као политички мислител, рекол:
едно е етичка теорија на католицизмот, а друга е сурова политичка практика. Тоа се две големи заблуди. Студена војна и макиавелизам, што секој ден се шета по етерот. Може ли да му веруваме на Трамп и на неговите изјави, меѓу предвид дека се менуваат? Зборуваме за човек на едно од најмоćните држави во светот, најмоćна. Значи, после 90-минутниот дуел со Камала Харис на Fox News телевизија, што е на телевизија на Трамп, на неговите другари, седат 6 на негови другари и се крстат. Нашиот вика за 90 минути кажа 10 големи лаги. Човекот што вика? Решив 7 војни. Така вика? Какви 7 војни? И решив војната меѓу Косово и Србија. И тоа го кажува. Око да не му трепне. Кога го слушам, не знам дали да се смеам, дали да плачам. Не се знае што ќе рече. Очекувавте вака да владе кога беше избран? Бидејќи велеше ќе ја завршам војната во Украина за 10 дена. 24 сата. Така. Мајка му негова, Мери Трамп, отишла кај републиканските лидери. Им рекла, ве молиме, немој дозволувајте на сими да се бави со политика, он е шљакнат, ке уништи Америка. А внуката негова, од брат му, пилотот, исто се вика Мери Трамп, напишала книга ваква дебела. Да се уплаши човек што да прочита. Значи, човекот можда бил добар бизнисмен, ја тоа не знам, ама знам дека 3 пати банкротирал. Ама дедо му, татко му и он се вертикала што се опасно за Америка. И мислам дека ова што се случи на викендов, 10 милиони американци излегоа на улица да протестираат, не сакаме крал. Вистина се тоа не масовните протести во историјата на Америка, кои Не, студентите 67, 8, 9. за Виетнам. Тоа беше милионски. Али може да се стаи во групата едни од најголемите и најмасовните протести. Столпат после Виетнам, точно. Ама сега не студентите. А студентите зашто протестираат? Да не одат во војна, да гинат. А сега луѓево се полудени зашто? До вчера купувале галон нафта или бензин 3 евра, сега 4, тоа е 30%. Во Америка без ауто ти си огромна територија. Дали токму овие протести и незадоволството кои што го манифестираат американците е мотив, можеби, за изјавата последна на Трамп, дека за 2 до 3 недели, со или без договор со Иран, ние ќе излеземе таму, бидејќи ние нашата цел сме ја завршиле. И ако сака Франција и не знам кој да зимаат нафта, нека зимаат нафта, дека не ме интересира мене тоа. Нека си најдат нафта. Да, така зошто? Затоа што Иран, а и хутите сега, зашто гледате, саудиската, арабиската, она чизма, како ли се вика, од една страна Бабел Мандеб, а од друга страна Хормус. Овде 20%, овде 15% нафта. Значи, третина од светска нафта од тамо излегува. Овие, како се вика, хутиве, се многу опасни. И вчера во една емисија реков, меѓу Чијево едно острово, што е кај меѓу Сплит и Трогир, го донесоа најголемиот носач на авиони Джерал Форд. Да го поправат. Као имало некој пожар у кујна, овие го акнале, ама итри се не го потопиле. Зашто ако го потопиле, тогаш ќе бил принуден Трамп да удри со атомски бомби на Иран. Тоа вака како научна фантастика ни звучи. Колку е тоа далеко од реалноста? 2017, тој истиот Трамп, изјави, нема заради малата ратоборна црногорска нација да водам нуклеарна војна со Путин. Ја тогаш реков на една конференција на НАТО во Скопје. Да не спиеме на лево овце, не важи член 5 на НАТО. Напад на еден, напад на другите. Он вика, баш ме брига. Што кажа вчера Рубио? Напуштаме НАТО ние. Тигар од хартија, рече Трамп. Не само тоа, не оставија на цедило сами да се бориме.
Па кој те тераше да влезеш у војна? Не се ги прашал овие неслекниви европјани? Мили тој член на НАТО вели ако некоја членка на НАТО биле нападната, Па тој е член 5. ќе бидеме Напад сите на одговор. сите, напад на сите, напад на еден. Дали сега ракетирањето на американските бази е напад на земја членка на НАТО? Дали сакате да кажете дека тоа што иранците и хутите ги напаѓаат, ги ракетираат американските бази во регионот, значи дека Франција, Британија, Германија треба да се мешаат тамо? Не, ја не ќам ништо да кажам, јас само прашувам, да. Еве, тоа е хипотезата. Нали, до вчера се знаеше дека ракетите на Иран летаат 2000 километри. И одеднаш една ракета отиде на Диего Гарсија, 4000 километри. Или Русија или Кина им ги дала тие ракети. А кој знае уште колку имаат? Тоа е трагедијата, што во војна не се знае како е крајот. И минатиот мандат на Доналд Трамп имаше некои изјави кои што ја оспоруваше улогата на НАТО алијансата и ја оправдуваше постоењето како што е замислено. Сега тоа го прави многу поагресивно и многу подиректно. Велат, а и Марко Рубио тоа кажа дека тие навистина размислуваат да ја напуштат алијансата. Дали ова закана за условно кажано отрезнување на другите земји членки на НАТО или Америка можеби си има една друга математика и посериозна идеја тоа да го направи? Дали вчера Франција и Италија му рекоа нема летање од овде, као што му рече Педро Санчес нема летање од Шпанија. Зашто што викаат иранците? Сите европски престолнини од НАТО се легитимна цел на нашите ракети. Во криза е НАТО? Рато е во криза кога председателот Џо Бајден ги натера да се замешаат во украинската војна со 350 милиарди евра без да се виновни за војната. Ама зашто? Затоа што, ако се сеќавате, сум рекол во ова студио, кога за економист председателот Макрон рече НАТО е мртов во мозокот. Како му одговори Бајден, дилот за 40 милиарди долари да прави атомски подморници за Австралија, му го презема и он го прави тоа. И тогаш виде кој е шериф во кафана. Која сума ја кажавте дека НАТО ја дала на Украина да се брани? НАТО не. НАТО ја натера... Земите членки на НАТО. Не, НАТО ја се натера... даваа војна помош. Европска Унија 350 милиарди евра да даде во Украина. Уште полошо. Со тие 350 милиарди евра, што можеш Европската Унија да направи, да речеме, од Западниот Балкан, за кој што вели дека тука е стратешко место, дел од Европа, треба да се интегрира за стабилноста на континентот и така? Порешна хипотеза. Ајде, Со тие пари можеше сите овие земји од кај што има бегалци милиони да ги направиме рајска долина и да не доаѓаат бегалци овде и да не уриваат европската, како се вика, регија. Тоа е проблемот. А за Балканот треба 5 милиарди, па на 20 не. На 4 септември 2020 во Бела куќа Трамп ги седна Вучич и тој албанскиот премиер од Косово им рече да потпишат договор за економска соработка. Тоа е фактички отворен Балкан и вика браво, сега и другите ќе ги вклучиме ова и со 5 милиарди долари ќе направиме од Балкан рајска долина. Тоа е средбата кога ги седна на едни мали столчиња. Точно. Добро. Точно. Мислите дека европските лидери немаат визија дека место да даваат толку пари за војна, да се потрудат да се превенира тоа и парите да се инвестираат во најсиромашниот дел од Европа, ако толку многу ја сакаме сите Европа и да се обедини континентот. Дали станува збор за некоја друга цел, која што ние сега можеби не можеме да антиципираме, или е кратковидост на елитите во Брисел? Она што го наследивме ние од болшевизмот, негативна селекција, да ги фаворизираме послушните, некритичните умови. Запад има друга поголема трагедија. Немаат лидери одде да потпишат договор за економска соработка, тоа е фактички отворен Балкан, и вика браво,
сега и другите ќе ги вклучиме ова и со 5 милиарди долари ќе направиме од Балкан рајска долина. Тоа е средбата кога ги седна едни мали столчиња. Точно. Добро. Точно. Мислите дека европските лидери немаат визија дека место да даваат толку пари за војна, да се потрудат да се превенира тоа и парите да се инвестираат во најсиромашниот дел од Европа, ако толку многу ја сакаме сите Европа и да се обедини континентот. Дали станува збор за некоја друга цел, која што ние сега можеби не можеме да антиципираме, или е кратковидост на елитите во Брисел? Она што го наследивме ние од болшевизмот, негативна селекција, да ги фаворизираме послушните, некритичните умови. Запад има друга поголема трагедија. Немаат лидери. Од Де Гол и Бранд немаат лидер. Немаат све медиокритети. Добро, да ќе продолжиме околу Блискиот Исток. Иран е членка на БРИКС. И колку таа организација сега се покажа како не доволно, условно кажано, емпатична кај своите земји. Несолидарна, да. Несолидарна и практично освен сега со некои разузнавачки податоци кои што се велат дека ги хранат иранците, вклучувајќи и локацијата на авакс авионите, наводно сега тие се немам официјални информации за тоа, меѓутоа И авионите што носат гориво да ги танкуваат. Да, вие ги следите детално, знам дека и странските медиуми редовно ги читат, имате време за тоа и ви честитам на интересот. Колку земјите од БРИКС индиректно се вклучени во организирањето на одбраната на Иран? Не ме изненади Путин, чии 50 телохранители го чувале Мадуро, пред да се спуштат американските командоси да го киднапираат, русите исчезнале. А што е тоа? Тоа е договорот од Енкоридж, кога Путин влезе во автомобилот на Трамп и се возе од аеродром во хотел. Во тие 18-20 минути е решена судбината на светот. Што е решено? Трамп му оставил на Путин да прави што сака во Украина, а Путин му оставил на Трамп да прави што сака во западна хемисфера. И сега Поделба на влијанија. тоа е Монрова доктрина. Он дури безобразно века Дондро. Доналд Трамп тоа е доктрина. Дондро. Ајде ми дозволите се малце да извртам тезата. Колку укинувањето на руските санкции за нафта, што го направи американската администрација, е обид да се забави поврзувањето на Русија со Кина? Русија и Кина се сиемски близнаци. Затоа што тоа што нема Путин, има Си Џинпинг, а што нема Си Џинпинг, има Путин. Неразилни се? Најстрашно, апсолутно, најстрашно оружје у свет има Русија. Една генерација пред Америка. Зашто Путин, кој стана председател на Русија, прво веде председател, тој нареди две големи работи. Русија од увозник на храна да стане извозник на храна. Значи, револуција во храна. Ние што не разбираме, за милиарда евра увезуваме храна, место да извозуваме. Тоа е наша трагедија национална, ама ќе разговараме и за тоа. Второ, нареди револуција во војната индустрија. Јас сум бил дописник од Москва и поради моите врски во Москва, сум бил во некои од тие тајни градови. Има градови по бројка, не по име. Кај што има 10-20 илјади научници од највисок ранг, кај што се мали држави, и тамо се произведува наука, ум. Затоа не може Силиконска долина да се мери со Русија. Значи, малце ќе спориме сега за ова. Само еден момент. Држев предавање на Војна академија. И глобално мислење и глобална политика, и кога кажав дека се русите подобри во ловци, во бомбардери, во транспортери, еден вика, не е така. Кој сте вие? Јас сум мајор на воздухопловство. Отворите го компјутерот, отворите го, и што да види човекот? Точно, сите тие што ги кажав елементи, се кажуваат дека најмалку една генерација се американците зад русите. Најмалку. А сега со овие нови оружја што ги измисли Путин, ракетите со атомско гориво да летаат низ светот
и кога треба да се спуштат било каде. Друго, брзината на руските ракети е преку 10.000 километри у саат. 10.000 километри. Американците немаат тоа. Немаат. Добро. Ајде. Амандман, што би рекле вие. чујам. Ги гледаме сите анализите на војната во Украина. Големите сили секако тамо си ги тестира сите своји оружје како би действувале против руската војна технологија. Мислам дека гледате сите дека најсовремените руски тенкови беа уништувани со ефтини британски лансерни ракети против оклопни джевелери, како и да се вика. Да. Джевелин, копие. Да, дека практично дроновите што се користат, мада тие си кинески, дека со многу поевтино западно оружје, најмодерната руска војна технологија беше буквално збришувана. Мислам, цели баталјони им уништуваа. Контра имам амандман. Секако појлета. Кога почна војната во Украина, Путин добиваше помош од Иран во дронови. И што направи Путин? За 5 минути направи индустрија да прават дневно 100.000 дронови. Путин. Второ, Путин не оди со тенкови. Не оди со тенкови. Како не оди, господине Кајто? Па Нема секој ден ги гледаме извештаите на YouTube да уклучите денешни борби. Украинците такви војни YouTube канали направија што практично своите битки во живо некои се пренесуваат. Секако не уживо буквално, меѓутоа имаат војни блогери кои што се оттерени, ги гледаме. Па сега има контраофанзива пред една недела, за 1 сат им уништија 20 тенка. Ја имам па други информации. Ајде. Секој ден руските информацијски извори, што ги гледам од време на време, кажуваат, утепавме толку илјади души, уништивме толку тенкови, уништивме. Еве, нали рекоа, момент, само момент. Зошто тие стотини Фантом 16 авиони, еден чини 80 милиони долара, што му ги ветија на Украина, само еден е соборен. Зошто? Знаете ли? Не знам. Затоа што русите имаат такви ракети, а се дигне, тие го рушат. Не се води војна со тенкови денеска, се води со дронови и со ракети. Точно. И кога Путин, а што вика Путин? Нема потреба да ја уривам ја инфраструктурата на Украина, зашто Украина ќе биде утре моја. Кој може да го спречи? Кој? Европска Унија? Ја не бидам злопамтило или злонамерен. После Украина, први муштери на Путин се трите балтички држави, каде што има огромно руско малцинство кое нема никакви права. Тоа е Трета светска војна. Нема, зашто Трета светска? Затоа што се членки на НАТО. Па што вика Трамп? Нема заради малата црногорска нација да влезам во нуклеарна војна со Путин. Гајле нема он. Гајле нема. Додека не нападнат на американско тло Русија и Кина, овој ќе седи с крстени раце, гајле нема. Европа не е способна ни најмалце да се бори. Сега и француската армија не е за подценување. Германската гледаме колку ја инвестираат. Не се толку наемни зими кои што како што се Да представуваат некои. Медведев, тој што е вториот човек во Русија. Да, тој што го кажува она што не ќе Трамп да го каже. Браво. Тој на еден... Не Трамп, се извинувам, Путин. Точно. На еден англиски министер на одбрана, кога нешто се силеше, му рече да не зборува многу, зашто со една-две хидрогенски бомби, Англија, Британија ќе ја збришат од карта. Што мислите вие? Момент само. Нема господа нема у студио. Дали вие мислите дека Трамп ќе води светска војна со Путин и со Си Џинпинг заради Британија? Бог да чува. Бог да чува. Гајле нема. За Европа, не за Британија. Британија му е него сестрима, посестрима. Тоа зашто се вика англосаксонци. Па разузнавачките служби, ЦИА, интелидженцери и МОСАД се во една мрежа. Добро, ама токму Трамп, Стармер го критикуваше денеска, дури му ја исмеваше британската кралска морнарица со некои зборови, демека застарена технологија, за ништо не ве бива. Го гледав. Да.
Дали човекот не се плаши да си ги изгуби своите историски сојузници? Стармер гледа, ке го сменат, има избори, он гледа, ја ги бранам британските интереси. Баш ме брига за Америка, вика. Кај се чуло до сега тоа? Добро, еден од насловите денеска што се појавија, што сакам да го изанализираме, дека Обединетите арапски емирати се подготвуваат да им помогнат на САД со употреба на сила да го ослободат преминот кај Ормудскиот теснец. Тие потоа ретерира нешто, меѓутоа како информација се прошири. Глушецот му се сили на лавот. Тоа е приказна за мали дечиња. Ама позади глушецот и орелот стои. А морало што вика, се повлекувам од таму, баш ме брига. Зашто се повлекува? Он не се повлекува, пошто победил, се повлекува, како вика, вие сами земајте си нафта, не ме интересира менето. Затоа што Америка поразена во Виетнам, поразена во Ирак, поразена во Афганистан и сега поразена во Иран. А зашто е поразена? Бидејќи во Америка нема лидер со интегритет, осем тој заменик председателот, што е за мене брилјантен човек, и ќе биде, ја мислам, ако победи добар председател, друго се медиокритети. Медиокритети. Министер за енергија, министер за финансии, сите поред. Рубио исто се чапа, сака да биде он конкурент, ама има само 2-30 поддршка од американската. А вашиот фаворит кој беше? Не мој фаворит. Во Америка фаворит е J.D. Венс. Тој што беше протестант и отиде 5 минути пред да умре папата, стана католик. А жена му индускиња. Поранешен припадник и на маринците. Тој е супермен. Маринец, знаете што е? Прво да влезете во маринци треба да сте супермен. А па тоа што тренингот, тоа треба да сте ептен супермен да издржите тамо тренингот. Дали Израел и САД со иста цел влегува во Иран? Не. Која беше целта, идејата на Израел, која на САД? Целта на нашиот пријател Биби Натањаху беше војна. 70.000 цивили има оттепано во Газа, од кои 20.000 деца. Таа војна заврши, сега отвори војна со Иран и со Либан. Либан, така. Зашто он знае, или затвор, или војна. Не може мир да има. Зашто го бркаат за, како се вика, за корупција. Као што Вучич. Вучич знае. Или ке прави тамо, како се вика, диктатура, или ке иде у затвор. Стварно верувате дека толку е сурова светската политика за некој индивидуо да не отиде у затвор, како што велите, 100.000 луѓе ќе гинат? Овака. Сакам да кажам, предпоставувам има и друга цел, не е само таа. Тој што сака да се бави со меѓународни односи, треба да знае многу добро историја, мора многу добро да знае економија, зашто зад сите политички и војни процеси стои економија. Зошто Америка влезе во Венецуела, зошто сакаше да влезе во Иран. Двете најголеми наоѓалишта на нафта се Венецуела и Иран. Ама овде изеде ќутек. Сакате да кажете дека тоа беше една идеја да направи една историска услуга на Америка да ја обезбеди со нафта во наредни 20-30 години. Америка има најголема нафта во свет, меѓутоа малку е сака уште. И што се случи? Британците и пољаците го урнаа оној Северен ток, иако уште еден канал стои, и сега што права Германија, што имаше огромен економски бум, сега Германија е во рецесија. И плюс тој, че не добил нацистички војник во Русија, тој 800 милиона евра дава во ново вооружување на Германија. А по автопатишта се бунат селаните, не им дава тоа што им должен да им даде. Исто Катрина мојата вели во Париз исто, во цела Франција по автопатишта се бунат земјоделците, фермерите. Значи Райнметал почнува оружје да произведува масовно, а тоа, како што велат, никогаш не завршува со добар исход.